Поштовани присутни, добар ден и добродојдовте на денешната промоција. Денес имаме чест да ја промовираме книгата Авторски труд на доктор Драгица Поповска со наслов Споменикот, меморијата и идентитетот, издание на Институтот за национална историја. Кога доктор Драгица Поповска ме удостои со честа да бидам нејзин промотор, веднаш прифатив со задоволство и им нагласив дека јас нема да напишам вообичаен текст кој што би придонел оваа наша интимна свеченост да се претопи во мојата на промоција. Немам намера да ве запознавам со обемот на страници, бројот на пусноти, ниту пак да ги пребројувам купниот број на фотографии во монографијата. Статистичките податоци во овој момент го губат апсолутно секој значај. Оваа монографија представува сублимат на историјата и сегашноста, на различните мислења и ставови во минатот и денес, на поделеноста во македонското општество. Во првата глава, која е именувана, цитирам, меморијата и идентитетот на општеството, преку пристап на хронолошка доследност, доктор Поповска ни дава приказ за развојот на нашата колективна свест, при тоа правилно правејќи дистинкција помеѓу идентитетот пред и по 1991 година. Ист став. Можеш да наведаш за и против спортски клуб, да бидеш про и контра одредена политичка опција, но не можеш да наведаш против споменикот својата македонска историја. Затоа што алтернативните статковини се лажните историја и затоа што алтернативниот идентитет е погрешна наследство, затоа што животот е доставен во необознозива репресија. Ова е вистинското место за цитатот од Ондре Менски и Миша Селимович. Цитирам. Па во тоа и е се да се враќаш од една точка на земјата, да мечтаеш, да поаѓаш и повторно да пристигнуваш. Без таа точка за која си врзан, животот не е заменување и враќање.